Почитувани, повод за денешниот прес на Либерално-демократската партија е рушење на градската плажа кај камениот мост покрај Вардар, како и низа други промашени проекти на градот Скопје. Како што е познато, пред 4 години беше отворена градската плажа покрај камениот мост на реката Вардар, за која што во таа прилика градоначалникот на град Скопје изјавуваше дека ќе биде пријатно културно катче, каде што скопјаните во летните горештини ќе може да се освежуваат, рекреираат, спортуваат и така натаму. Но еве сега, по само 4 години, ова градска плажа за која се потрошени 8 милиони и 700 илјади денари, директни инвестиции, се разбира дополнителни средства за одржување, е срушена и се покажа дека е сосема промашен проект, бидејќи во штурото соопштение на градот Скопје стои дека плажата се руши поради изградба на другите објекти. Опозицијата пред 4 години во Советот на град Скопје, се разбира Либерално-демократската партија, укажуваше дека овие проекти, а пред се градските плажи, нема да бидат успешен проект и ќе значат залудно трошење на буџетски пари. И за другата градска плажа покрај Луна паркот може да се констатира дека е доста запуштена и прашање на времето кога таа ќе ја покаже незината нефункционалност. Последните случувања покажа дека и при најмалото зголемување на нивото на реката Вардар, така наречените галии се загрозени од опасноста од поплави и наспроти бројните укажувања на експертите дека станува за еден проект кој нема оправданост, имајќи ги предвид карактеристиките на тлото, но и на текот на реката Вардар, градот Скопје се одлучи да ги реализира овие проекти, така да се покажа дека сите овие проекти на реката Вардар порано или подоцна ќе ја покажат својата суштинска нефункционалност. Либерално-демократската партија, заедно со коалиционите партнери, ќе побара на седница на Советот на град Скопје да се расправа за промашување на овие проекти за кои се потрошени значителни буџетски пари.